денес ќе се запознаеме со градбата на цветот. Цветот е составен од повеќе делови. За да го видиме тоа, ќе земеме еден малечок цвет во форма на пупка, бидејќи кај цветот од булка пупката ги содржи сите делови. Најпрво, цветот се држи за цветна држка. Значи, овој дел овде се вика цветна држка. Ќе издвоиме цветната држка од цветот за да ја ставиме во делот на цветни држки. Горниот дел од цветната држка е проширен и тој се вика цветна ложа. На цветната ложа се наоѓаат сите останати делови на цветот. Значи, проширениот дел од цветот, овој овде, ќе го издвоиме и ќе го ставиме овде во делот за цветна ложа. Понатаму, од надвор, цветот за цветната држка и цветната ложа се наоѓаат прикрепени останатите делови на цветот. Овие ливчиња, зелените ливчиња, се нарекуваат чашкини ливчиња. Тие го штитат цветот додека е во пупка. Значи, кога цветот се уште не е отворен, чашкините ливчиња се секогаш зелени по боја, го штитат од повреди, од исушување, од премрзнување. Значи, чашкините ливчиња имаат заштитна улога да го штитат самиот цвет од разни механички и топлотни повреди. Внатре се наоѓаат венечните ливчиња. Венечните ливчиња кај разните видови цветови можат да бидат различни по боја. Овде овие венечни ливчиња се црвени по боја. Еве, колку венечни ливчиња ќе извадиме од цветот? Значи, имаме 4 венечни ливчиња. Еве ги венечните ливчиња. Во средината на цветот се наоѓаат прашниците. Овде, кај цветот од булка, прашниците се многу на број. Тие представуваат машки полов орган на цветот, бидејќи во себе носат поленови зрна, кои што имаат машки полови клетки. Гледаме дека кај овој цвет, кај булката значи има многу прашници и еден толчник. И на крајот, последниот дел од цветот е толчникот или женскиот полов орган. Значи, кои составни делови ги има еден цвет? Ова е цвет од булка и рековме дека тој е расцветан, кај него не се гледат веќе сите составни делови, но кај пупката видовме дека цветот има цветна држка, горниот дел на цветната држка е проширен, се вика цветна ложа, и ги носи останатите делови на цветот. Тоа се чашкините лишчиња, зелени по боја, подебели, го обвиткуваат цветот додека е уште во пупка и го штитат од механички и температурни повреди или термички повреди, а после чашкините ливчиња доаѓаат венечните ливчиња, кои се разни по боја кај разни цветови, прашниците, машки полови органи, кои носат поленови зрна со машки полови клетки, и толчникот, женски полов орган,
кој што ја носи женската полова клетка или јајцеклетка. Овој цвет е двополов цвет, бидејќи ги носи и машките полови органи, прашниците во себе, и женскиот полов орган или толчникот. Тоа е се за градбата на цветот.